Почнуваме со вестите. Во градот на текстилот почна првата текстилијада во Штип. На денешнава дебата присутни работниците и невладиниот сектор, но не и работодавачите. Сепак од Гласен текстилец велат дека продолжуваат со дебатите на кои што јавно ќе се говори за проблемите, но и ќе се бара решение за нив. Текстилијадата продолжува и утре. Почна првата текстилијада во Штип, каде што на денешнава дебата со локални сили заедно за еднината на текстилните работници присуствуваа представници од невладиниот сектор, штипскиот градоначалник Благој Бочварски, но не и представници на работодавците од текстилниот сектор. Пак имаме вакви дебати, дефинитивно ова не е крај. Мислам, ќе продолжиме и да ги повикуваме на настани, да се надеваме на соработка со нив. И ова всушност може да им помогне на текстилните работнички и подобро да се борат за своите права, но да имаат подобра позиција на пазарот на труд. Тоа што не се присутни работодавците и синдикатот не мора да биде голем минус, затоа што ова и ќе се емитува јавно преку медиумите и ќе се состави записник кој што ќе биде споделен со нив, така да имаме можност да ги слушнеме и нивните идеи и во некоја блиска иднина се надам дека ќе можеме и заедно да седнеме и да разговараме. Меѓутоа, сепак сме среќни што проблемот е препознаен токму од институциите. Еве, на пример, оваа програма следува преку овогодинишниот поинаков концепт за културна програма на Министерството за култура, нов културен бран. Исто така е препознаен од градоначалникот на општина Штип, Благој Бочварски. Ампева се надева дека оваа влада ќе има и слух за законски измени за подобри работнички права. Законот за минимална плата дефинитивно треба да се прегледа пак, бидејќи овие 3 месеца пракса гледаме дека има манипулација на исплатата на минималната плата и во однос на договорите за вработување. Значи не може толку години работниците да работат на договор на определено од 1 месец и тоа да продолжува да се случува и по 5-та година, кога фактички тие треба да добијат договор за работа на неопределено време. Борис Шарковски од Фондацијата за локален развој во Штип забележа дека невладиниот сектор може да понуди најразлична поддршка на работниците и тоа во делот на организирањето на обуки. А според него, ваквите дебати може да им помогнат на работничките и подобро да се борат за своите права. Општина Штип годинава со највисокото општинско признание орденот Свети Никола, постхумно ќе го одликува првиот претседател на Независна република Македонија Киро Глигоров. Признанијата 19 декември годинава се за двете актерки со штипско потекло Сања Арсовска и Наташа Петровиќ. Носители на признанието 19 декември за 2017 година ќе бидат Наташа Петровиќ, Сања Арсовска, Бобан Николов и Трајан Ангелов. Станува збор за наши сограѓани со особени и вонредни достигнувања на нивните професионални области. Ние штипјани вистински и да ги испочитуваме вистинските македонски херои и патриоти. Затоа, чест ми е да ја обзнанам пред дека оваа година одличието Орден Свети Никола го доделуваме на првиот претседател на Република Македонија Киро Глигоров. Монструозен чин ја стресе Виница. 18 годишен виничанец со силување сакал да ја спречи својата девојка во намерата да замине за Германија. Откако насилно ја извлекол од училиштето и ја одвел на градскиот стадион, нозете рацете и устата и ги излепил со селотејп и ја обљубил. Силувачот е лишен од слобода. 18 годишен виничанец со силување сакал да ја спречи својата девојка во намерите да замине за Германија. Монструозниот чин се случил вчера на градскиот стадион во Виница. Според полицијата, вчера во 17 часот и 30 минути малолетничката заминала на настава во средното училиште, од каде што на одморот насилно ја извлекол 18 годишно момче. За време на одморот, 18 годишникот насилно ја однел кај стадионот и побарал да остане во Виница со него и да не оди во Германија. Откако малолетничката се спротивставила, истиот и ги врзал рацете, нозете и устата со фластер, пошто го извршил кривичното дело.
Откако девојчето го пријавила случајот, увид на местото на настанот извршила увидна екипа, а по наредба на јавен обвинител, 18-годишниот силувач е лишен од слобода. Утре сабота премиерно ќе биде изведена представата Умри Машки во режија на Коле Ангеловски. За другите актуалности, Штипскиот правен факултет домакин на третиот традиционален надпревар во симулирано судење. Студентите од 5 правни факултети денеска беа судии, обвинители, адвокати на вистински судски предмети од областа на организираниот криминал. Најдобриот тим добива пекар за покажаното знаење. Студентите од 5 правни факултети во земјава денеска се надпреваруваат во симулирано судење. Универзитетскиот професор на Штипскиот правен факултет Лазар Нанев, воедно и судија, вели дека ова е третиот поред традиционален надпревар на студентите. Учествуваат тимови од Штипскиот правен факултет, потоа од факултетот Јустинијан I од Скопје, правниот факултет од Тетово, факултетот за Југоисточна Европа и правниот факултет од Битола. Станува збор за вистински судски случај кои што се избрани, односно земени од Основниот суд Скопје 1, оделот за организиран криминал. Студентите преку ваквите симулации во цела година имаат можност да ги покажат своите ораторски способности, односно говорни вештини, а исто така, она што е многу важно за овој проект, тоа е и целта на проектот и очекуваните резултати, се стекнување на практични вештини во делот на примената на Законот за кривична постапка. Нанев забележа дека студентите на овој надпревар стекнуваат искуства како во пракса се води директно и вкрстено испитување на учесниците во еден судски процес, а се оценуваат и во делот на пишувањето на поднесоците. Студентите забележуваат дека подолго време се подготвувале за надпреварот во симулирано судење. Сметаат дека ова е одлична прилика да го покажат своето знаење пред професионалните судии во земјава. Станува збор за организиран криминал и корупција. И во нашиот предмет конкретно станува збор за трговија и пуштање на наркотични средства во промет. И оваа година, исто како и претходната, ќе се надеваме на добар успех. Ние имаме предмет на кривичниот предмет, крадење на изборната кампања на Љубе Бошковски. Ние сме на тим 12 луѓи. Тешко ли беше да се подготви тој предмет? Па не беше тешко, треба се да заангажиравме да правиме тој предмет, тоа тешко не беше. Пред студентите се обрати ректорот на Универзитетот Гоце Делчев Блажо Боев, а студентите од 5 правни факултети во земјава беа оценувани од судија од апелационите судови во Скопје и Штип и од судија од Основниот суд во Велес. За сите љубители на театарската уметност, нова представа на репертоарот на Штипскиот народен театар. Утре вечер премиерно ќе биде одиграна представата Умри Машки во режија на Коле Ангеловски. Во љубовната комедија играат Милорад Ангелов, Душица Тренева и Ефтим Трајчов. Нова театарска представа на репертоарот на Штипскиот народен театар. Утре вечер премиерно ќе биде одиграна Умри Машки во режија на Коле Ангеловски. Љубовна комедија со примеси на трилер, без политика, во која се зборува за одредени проблеми со кои се соочуваат тројца луѓе. Се надевам публиката ќе ужива безпрекорно во представата, ќе биде исполнета со смеа и задоволство, малку да се тргне од мурните денови кои што ги преживувавме. Јас само почеток ќе ви кажам дека приказната е за една млада, убава, фантастична жена која што сите работи ги решава неверојатно брзо и со љубов и која што сака да и се возврати таа љубов и ако случајно некој што таа го сака не успее да ја врати со ист интензитет љубовта што она ја дарува, следува у представата ќе видите што следува. Во представата играат штипските актери Милорад Ангелов и Ефтим Трајчов Георски, а како нивна партнерка се јавува студентката Душица Тренева, за која режисерот Ангеловски не штедеше пофални зборови. Текстот сам по себе е премногу актуелен, но не удривме на никакви актуелности кои што не обкружуваат. Таа е една приказна топла за карактери кои што се препознатливи.
Вака јас нема да должам многу, нема да кажувам многу ни за ликот. Ке дојдете и ќе гледате представата. Навистина ми е премногу огромно задоволство што работевме сите заедно и што по четврти или пети пат големиот Коле Ангеловски, слободно можем да кажеме, во нашиот театар, кој што неговото име, знаеме сите, гарантира одлична представа. На денешната пресконференција беше најавена уште една премиера. За една недела премиерно ќе биде прикажана детската представа Волшебната приказна. Градскиот хор Штип синоќа во Домот на младите приреди вистинско уживање за публиката, реализирајќи го годишниот концерт. Градски хор Штип имаше исклучително успешна 2017 година. Настапувавме на многу манифестации, на многу фестивали во Македонија и во странство, попрецизно во Бугарија и во Албанија. Освоивме и некои награди. Секако како црешичка на торта доаѓа признанието 8 ноемвриско од градот Штип, така да сега веќе имаме и мислам дека ќе имаме поголема поддршка од градот, од општината и од граѓанството. Вечерва ќе биде шаренолик програм од нашите стандардни староградски песни, како штипски, така и македонски од другите краишта, така и странски, забавни, рок, поп, делови од опери и така натаму. Желба да се поддржи градскиот хор од градот со поголема поддршка, за да можеме да имаме поголеми настапи во странство и да бидеме целосно поуспешни. Поуспешно да биде за градскиот хор и напел да градските опции да овој градски хор попремине под општината или под локална самоуправа. Редно е овој град да се формира еден градски хор и едно детско хорче. Па еве, нека се забавуваат тие што сакаат да слушнат нешто штипско, нешто странско и им посакуваме среќна нова година и се најдобро во 2018. Домувањето на ромите горлив проблем на заедницата. Само во Штип околу 250 граѓани од оваа етничка заедница чекаат сместување. Привременото згрижување не е трајно решение, потенцираат ромските здруженија на граѓани кои бараат реализација на националната стратегија за надминување на проблемот со домувањето на оваа ранлива категорија на граѓани. Домувањето и натаму најголем проблем на ромите. 250 граѓани само во Штип чекаат сместување. Некои воопшто немаат дома, поголем дел од нив живеат во лоши услови. Ова го покажа анализата за состојбите со домување на ромите во државата. Оно што исто така сметаме дека е важно и произлезе од самата анализа е дека средствата за социјалните станови треба да бидат обезбедени пред се од страна на владата и локалните самоуправи преку своите општински буџети. Секако за реализирање на овој план со овој да кажеме принос може да се има во предвид и да се обезбедат од страна исто така и од донатори кои преку своите финансиски средства може да го подпомогнат овој процес во изградбата на овие социјални станови за згрижување на овие ромски семејства. За надминување на проблемот од анализите произлегоа и препораки меѓу кои општините да донесат нови или да ги изменат постоечките урбанистички планови на локално ниво за да се спречи појавата на бездомништво, на лицата на кои им се одбиени барањата за легализација на дивоградбите, пред нивното уривање да им се овозможи алтернативно сместување во социјалните станови. Кај нас имаме згрижено повеќе околу
34 семејства кои што се згрижени во старото нервно оделение, а тоа се времено згрижени лица за кои што е потребно систематско решавање на нивниот проблем за да може да го решат нивниот стамбен статус. Од друга страна, можем да кажем за семејствата на кои што пред 2 години им изгоре зградата исто така во старото нервно оделение, таму број е исто така 14 ромски семејства. Сметам дека и за истите ќе треба да се има во предвид и има секако голем број на граѓани во самата заедница кои што живеат во субстандардни услови и немаат нормални услови за живење. Проблемот со сместувањето на ромите од ранливата категорија е генерален проблем за цела држава. Од дебатата на ромите се дадоа многу средства за подобрување на условите за животот на ромската популација, но не се имплементираа. Сега активностите на повеќето невладени организации кои работат на ромските прашања се насочени кон централната и локалната власт да смогнат цели за реализација на националната програма. Во Штип се уште ромски семејства живеат во шатори кај манастирот Света Недела, а старото нервно оделение е горлив проблем. Проектот од акциониот план за изградба на 100 стамбени типски куќи чека на реализација. Штипската полициска станица синоќа пред полнок примила телефонска пријава дека на крстосницата меѓу улиците Сутиевска и Сремски фронт во Штип непознато машко лице во рацете држело сообраќаен знак со кој мафтал кон возилата што се движеле на крстосницата. Како што информираат од полицијата, полициски службеници излегле на местото на настанот, при што е констатирано дека се работи за лицето БХ, 37 годишен од Штип, кој претходно оштетил сообраќаен знак и со истиот мафтал кон возилата. Поради видно растројство, лицето со возило на итната медицинска помош е пренесено во психијатрискиот оддел на клиничката болница во Штип, велат од полицијата. Нашиот колега Трајан Ристовски се уште е во Загреб, па и во вечерашното издание на вестите да го слушнеме извештајот од таму. 65 раководители и членови на работни тимови од 31 јавно-комунално предпријатие од 4 земји на Западен Балкан, учесници во проектот за интегрирано управување со инфраструктурните средства, се состанаа на втората регионална работилница во Загреб. Целта на состанокот е сублимирање на реализираниот учинок од првата фаза и презентација на идните активности. Преку 6.500 километри внесена мрежа од страна на тимовите за асет менеджмент е извонреден резултат што е постигнат за многу кратко време. Тоа го покажува интересот на самите предпријатија, нивната посветеност на овој проект, како и поддршката што им беше пружена од страна на проектот, односно од страна на центрите за асет менеджмент УЦВИ и АКВАС. Токму континуираната поддршка на јавните предпријатија, која буквално е 24/7, ја дава уникатната нота на проектот и го чини подеднакво интересен за сите компании, без разлика на финансиската состојба или човечките ресурси со кои располагаат. Само uključivanje kako većih, a posebno manjih vodovodnih sistema omogućit će da oni na isti način upoznaju svoj sistem, upoznaju svoju mrežu, potrošače, kvalitet vode, da bi pružili bolje usluge svojim korisnicima. Своевиден шампион во регионот е јавното комунално предпријатие Водовод и канализација од Лозница, чиј работен тим успеа преку теренска работа да прибере, а потоа и да внеси софтверски обработи најголем број податоци. Vidimo preku potrebu za nastavkom ovog projekta kroz drugu i treću fazu koji će omogućiti da se implementiraju svi podaci na jednom mestu i da konačno postanu funkcionalni i upotrebljivi, a sve sa ciljem da se smanje troškovi i da se kvalitetnije upravlja vodovodnim sistemom i da se naravno ostavi nekim budućim generacijama to u nekom funkcionalnom sistemu prilagođeno današnjem vremenu i savremenim uslovima tržišnog poslovanja. Инфраструктурните средства се собственост на граѓаните, односно на општините, кои им ги даваат на управување на јавните предпријатија. Од тука прибраните информации се релевантни за сите засегнати страни. Ono što bi u narednim koracima, po mom nekakvom mišljenju, bilo jako bitno da sva vodovodna preduzeća pokušaju uključiti svoje lokalne zajednice u ovaj projekat, čisto da se napravi ta veza između lokalnih preduzeća i vlasnika imovine, odnosno lokalnih zajednica. Една од карактеристиките на проектот е што остава отворена врата за вклучување на предпријатија и во текот на втората и третата фаза од реализацијата. Vodovod Budva se uključio u ovaj projekat tek pre nekih 10 dana, malo kasnimo, ali se nadamo da ćemo da postignemo ovo što je odrađeno do sad. На предпријатијата кои постигнаа најдобри резултати им беа доделени благодарници. Трајан Ристовски, Ирис телевизија, Загреб.
При крајот на овој петочен дневник ве водиме на градскиот пазар, се разбира со посредство на камерата на Ирис телевизија. Вообичаено за цела седмица си пазаруваат штипјани, задоволни се и од цените и од богатиот избор на производи на пазарот. Во Штип пазарен ден во петок граѓаните пазаруваат вообичаено за цела седмица. Пазарџиите и денес цените не ги многу променија споредено со претходниот петок, иако некои производи беа за нијанса по повисока цена. А сега зимно време нема толку многу пазар, ама задоволувам. Зелка, компири, спанајки, мандарини, портокали, тоа. Ако се сега по-скапи од летно време, ама тоа е тоа. Важно обоштието има добра цена, портокали, лимони, за во време е добро. За празник сега што иде, и за Свети Никола, што кикиритки, оришиња, ораси, тикви, се што треба. Во овој период актуелно е јужното овошје, а производите кои се карактеристични за овој период од годината најмногу се трошија. 39 денара мандарина имаме, лимон имаме 55, портокали имаме 29, киви имаме 35 динара, пармиджано 50, бананата 39 денара. Кушата имаме 69 и 59 имаме калинка. Раздвижено на градскиот пазар во Штип беше во текот на целиот ден. Двоен боксерски спектакл ќе се одржи утре сабота во шаторот на мотелот Ваго во Штип. Најнапред во 15 часот ќе се одржат борбите од последното првенствено коло во сениорска и во младенска конкуренција. Во вечерниот термин од 19 часот ќе се одржи боксерскиот меч од последното коло во регионалната лига помеѓу Пинк Пантер од Штип и Металец од Ваљево. Одбојкарките на УГД студент утре во Штип ќе го одиграат последниот надпревар сезонава, а во организација на УГД ќе се одигра и кошаркарски турнир за пионери со учество на 4 екипи. Утре сабота ќе се одиграат надпреварите од последното коло во рамките на женската суперодбојкарска лига на Македонија. Во спортската сала Јордан Милков во Штип, одбојкарките на УГД студент ќе се сретат со екипата на СВСК Куманово, а надпреварот ќе започне во 17 часот. Машката екипа на УГД студент својот последен меч во оваа сезона го одигра во вторникот во Скопје, каде што загуби од тимот на Вардар со резултат 3:0. Исто така утре во спортската сала Јордан Мијалков ќе се оди интересен предновогодишен пионерски турнир во кошарка во организација на УГД студент и Мак Промет Чунгалунга. На турнирот покрај домаќинот ќе настапат уште и екипите на МЗТ од Скопје, Борец од Велес и Пинк Пантер од Куманово, а кошаркарскиот турнир ќе започне во 10 часот. Ете, почитувани гледачи, овде го заокружуваме поточното издание на информативната емисија на Ирис телевизија. Благодарност за вниманието. Имајте убава вечер, пријатен викенд и секој добро. Само на Телекабел гледајте најголем избор на канали, Спорт клуб 1, 2 и 3 и ХД канали без доплата. Вклучете 4 ТВ приемници за само една месечна предплата. Сурфајте на најбрзиот интернет и разговарајте неограничено. Меѓу нас е бесплатно. Единствено во Телекабел, без обврзувачки договори. Кабел си е кабел. Телекабел. Пристигна најновата колекција на Бергала есен-зима 2017-2018. Бидете во тренд. Изберете го најдоброто од богатиот асортиман на акционерското друштво Бергала. Продажните салони на Бергала низ државава ве очекуваат. Дрводеко
Декор интериер најавува голема акција на мебел од лагер, Ормар 4900 денари, спална соба бела со душек 29900, единичен француски лежај соло 9000, тросет прага 11000 денари, дупол француски лежај сквер 14900, двосет кафе 9000, тросет солза 12900, спална соба базик без душек 20900 денари, цени со вклучен превоз